Frontline.mk. На прва линија. Како дојде идејата да се изгради културен центар токму на местото каде што беше потпишан Преспанскиот договор? Идејата за Преспа форумот доаѓа од една поголема и поопсежна иницијатива, чија што главна цел е формирање на платформа, односно нова институција, која што ќе биде базирана на европските демократски вредности и која што ќе ги израчи тие европски демократски вредности. Значи, идејата за Преспа форумот е всушност да се направи регионална соработка од една страна помеѓу трите држави, значи Република Северна Македонија, Грција и Албанија. И идејата е да се опросторат сите тие вредности и критериуми кои што се запишани со Преспанскиот договор, а тоа се пред се идеите за размена на идеи и искуства, за почитување, за регионална соработка и за промовирање на европски вредности. Јас што би сакала да додадам нова е дека баш оваа зона е планирана да биде зона за развој на туризмот и веќе е донесен урбанистички план каде што таму би се направиле хотели, куќи за издавање и такво нешто. И воедно бидејќи не сака да биде на класично туристичко место, него сакаат да почнат баш од некоја друга страна, значи да го направат овој културен центар каде што ќе биде за многу поширока за многу поширока маса да биде употребен. И многу битен фактор е овде што тој се наоѓа на самата граница со Грција и во иднина е планирано да се отвори границата со Грција, значи нема да биде само за македонското население, туку се планира да биде за сите три држави паралелно да може да го користат. Тоа ќе биде, како што спомна Дамјан, регионален центар за диалог и развој на европските вредности. И целта негова е да стане работилница за генерирање на идеи, планови и нивна реализација. И исто така, како ние дојдовме да работиме баш на овој проект, тоа е веќе разработена програма од невладина организација, која што мислам дека е под раководство на Борјан Јовановски и на негова покана ние дојдовме и се јавивме дека сакаме да работиме на нешто вакво. Што може ли да ни објасните што се ќе опфаќа културниот центар? Значи, ако може малку подетално да ни објасните целата програма. Па културниот центар има комплексна и опсежна програма. Значи, од една страна идејата е да се промовираат најразлични културни настани, културни манифестации. Од друга страна, идејата е тоа да биде простор каде што ќе се сретнуваат најразлични граѓански организации, владини структури, најразлични регионални заедници и така натаму, каде што ќе се промовираат и ќе се креираат најразлични проекти. Значи идејата е да биде простор каде што ќе може да се случи таква соработка, што значи дека за да може да се опфати толку опсежна програма, се соочивме со сериозна и комплексна просторна единица и на тој начин почнавме да ги разгледуваме сите различни сценарија кои што би можеле да се случат на овој простор. И покрај овие вредности, секако како прва, да речеме, знаете, како прва и главна идеја ствари дојде од самата локација, бидејќи локацијата покрај Преспанското езеро е уникатна сама по себе и поврзува, односно е вмрежена во уникатна флора и фауна. И така што дел од програмата беше и промовирање на одржлив развој, промовирање на одгледување на локални овошји и зеленчуци, промовирање на локални економии, значи требаше да има вклучени простор за пазар, каде што тие овошји и зеленчуци би се продавале, така што програмата постана се покомплексна и покомплексна како што го развивавме проектот. Малце подетално јас ќе навлезам во програмата. Значи, имаме еден главен објект кој што содржи повеќе јавни функции. Поделене, успеавме некако да го поделиме како на зони, но сепак да биде еден концепт кој што ќе може сите јавни функции одеднаш да се одвиваат во него.
Значи најпрво имаме една зона за работа и зона за едукација, каде што имаме библиотека и дигитална библиотека во неа. Потоа имаме инфопоинт како врезен дел. Со галерија, со галерија и работилница, потоа имаме конференциска сала во која што нели ќе се одвиваат сите оние настани од јавен карактер. Имаме последната зона ни е третата зона, тоест ни е угостителската или услужната дејност, каде што имаме ресторан, имаме бар, потоа има затворен пазар, кој што е малце атипичен, меѓутоа мислам на повеќе места сме го сретнали и тој добро функционира, значи освен за продавање на продукти, тој може да биде и за спремање на локални традиционални јадења каде што луѓето ќе можат да дојдат да ги пробаат или да бидат дел од подготовката. И исто тој затворен пазар може да се отвори бидејќи користиме стаклени транспарентни фасади, значи тој ќе може да биде и отворен и затворен дел каде што ќе се седи, нели, ќе се разговара, може да се држат некои мини состаноци, некоја кратка работилница и тоа, освен главниот објект, една исто битна работа кај главниот објект, тој е засечен и има амфитеатар кој што гледа кон езерото и тука нормално ќе може да се одвиваат многу голем број концерти, јавни настани, публикации, се што ќе сакаат во тој дел да се одвива, иначе нема да биде само за луѓето кои што го користат самиот објект, него ќе може да биде за целото население, нели нормално концерти кога ќе се одвиваат и потоа тука се спортските терени и градините за зеленчук и за овоше за одгледување и имаме сместувачки капацитети од мали куки, објекти, кои што имаме нели апартмани во нив и исто мали работилници во долниот дел. Може ли да ме кажете од каде конкретно трпевте инспирација за формата? Значи формата, содржината, како веќе објаснивте нели за езерото, меѓутоа како овој центар ќе се вклопи во околината? Значи, главната идеја, како што рековме за целиот проект, е да постане една современа агора, да речеме современ центар на современа агора на 21-виот век, така да ја наречеме. И идејата беше да се најде некој соодветен архитектонски јазик, кој што од една страна ќе има некој си однос према локалната архитектура, значи како што знаете, во Брајчино има неповторливи традиционални македонски куќи кои што се во долниот дел со камен, потоа во горниот дел имаат преубави тремови и исто просторно се доста комплексно решени самите во основа. Ние ги земавме тие мотиви и ги реинтерпретиравме преку креирањето на куќите кои што се за сместување, кои што се дел од комплексот. За сега имаме спланирано 5 такви куќи, меѓутоа идејата е комплексот да се надградува и проширува во наредните години. Значи како што рековме, ова е архитектонска скица, така да речеме, значи некоја првична идеја која што треба да се развива и надградува. А главниот објект, идејата е исто тргна од интерпретирање на тие кровови кои што се наоѓаат наоколу, кои што се типични за тој дел, нели? Меѓутоа, идејата беше бидејќи објектот самиот по себе е доста голем, волуменот на главниот објект е доста голем, решивме да го искршиме и да го направиме со разни продори кои што се делумно затворени и ја рефлектираат природата од надворешната страна, значи се скоро како огледални површини, а од надворешната страна се отворени и дозволуваат погледи измеѓу надворешниот, внатрешниот дел и измеѓу внатрешните делови меѓу себе има најразлични оски на кои што ги креиравме, така што од една страна комплексна просторност, од друга страна најразлични употреби на локални материјали ни беа главни два мотиви, да речеме. Освен кога ќе се, значи, освен тоа што пробувавме нели тие кровови да ги имитираме, кога ќе се погледне перспективата на самиот објект, значи од едната страна ако не се лажам, од западната страна беше езерото, а од источната се планините и кога ќе се погледне самиот објект од страната на езерото, ќе се гледаат и планините во позадина, така да може да се каже дека на некој начин самиот објект навестува и некои врвови со различни висини. Значи, во секој случај пробувавме да ја интерпретираме природата. Ако не можеме да направиме транспарентна фасадата, тогаш стававме рефлектирачки материјали, а кај куќите нормално, тоа што го спомена Дамјан, дека гледавме максимално да можеме да ги искористиме
локалните куки кои што нели се на стварно со карактеристичен изглед. Добро, што представува овој центар за вас конкретно како архитекти, а и какво значење ќе има неговата употреба за нели сите останати граѓани? Мислам дека ова е прилика која што најверојатно еднаш во животот доаѓа. Мислам дека ваков проект не само во Македонија, него и во целиот регион е прво од исклучителна важност за целиот регион, а второ вакви проекти барем ние не знаеме дека се случуваат барем на Балканот. И идејата да се направи, значи ние овој проект го гледаме како некоја си просторна врска измеѓу буквално Европската унија и Македонија и регионот наоколу, и сметаме дека има огромен потенцијал во овој случај преку градењето на еден ваков објект да постанеме лидер во регионот при градење на меѓународни добрососедски односи. Така што на повеќе нивоа објектот секако за нас беше огромен предизвик и за нас како архитекти и како млади архитекти да имаме шанса да даеме свое мислење за тоа како би требало една современа институција да функционира и да изгледа е секако неповторлива шанса. Овој центар, значи морам да кажам прво дека бевме нели пресрекни кога ни понудија да го работиме ова, бидејќи објектот ваков калибар ретко се случува кај нас. Како што кажи Дамјан, мислам дека дури ни на Балканот нема еден ваков центар, културен центар за развој на диалог. Веднаш прифативме да работиме на идејата, со Дамјан сакаме многу да соработуваме, од факултет сме колеги и секогаш рада одговараме на некој ваков предизвик. Навистина беше комплексна темата, бидејќи требаше се да се спои заедно, да има еден тек, а од друга страна не сакавме да нели нормално да се наруши никако природата и околината, флората и фауната. Неговата употреба за околните граѓани, мислам дека ќе има многу големо значење, тоа што не само локално, значи од страна на македонскиот дел, него ќе биде отворена територија за трите држави, каде што најпрво младите ќе имаат различна визија за тоа како се конструираат границите. Затоа што мислам дека ќе биде многу добар еден елемент каде што секој ќе може да го искористи за да оди да работи некаква теза, каде што објект во кој што имаме нели дигитална библиотека, каде што мислам дека во Македонија нема такво нешто, каде што ќе може да истражува, да биде дел од природата, а воедно да има и време за себе, да ги проба локалните јадења, да се запознае со локалното население и мислам дека како еден готов проект ќе настави на високо на листата на места каде што нели може да се случуваат многу културни настани.